Институтот за трансфузиона медицина во соработка со општинската организација на Црвениот крст од Берово денес во просториите на полициската станица спроведоа акција за дарување крв. Со целосно почитување на мерките за заштита од COVID-19 и овој пат беровчани, како и во годините наназад, ја покажаа својата хуманост и солидарност кон болните и повредените дарувајќи крв. До сега бројот на очекување, мислам, на крводарители кои што стигнале, кои даруваат крв е околу 20, значи сме се собрали околу 20 единици. Берово како град се препознава дека тие се крводарители, тие се вистински герои, што постојано значи имаме крводарителски акции во Берово. Значи бројката секогаш е голема, значи на секогаш собираме над 50, значи во пандемијата бројката уште е поголема, но сега во пандемија очекувано е бројката да се намали. Но беровчани секогаш се помали луѓе, секогаш се вистински герои, тие ја даруваат својата скапоцена течност, крвта и воедно и помагат на тие што имаат најголема потреба. Пандемијата, како кај сите значи области, влијае во бројот на нашите дарители, крводарители, бидејќи ги почитуваме сите протоколи, значи кои се дадени од страна на Министерството за здравство, значи при секое лекување дарителите ги дезинфицираат рацете, при секое дарување на крв се дезинфицира креветот исто така и се почитуваат сите протоколи, носење на маска и почитување на физичка дистанца. Во моментот во државата резервите со крв од сите крвни групи се на високо ниво, а пандемијата за разлика од другите соседни држави не го намали бројот на крводарители, истакнаа од институтот. Во моментот во нашиот институт во целата држава, значи во моментот имаме резерви на сите крвни групи. Нормално тука имаме поретки крвни групи, затоа што и поретки имаме таа крвна група каква AB негатив, B негатив. Тие се поретки крвни групи и поретки се пациентите со таква крвна група и поретки се крводарителите. Додека најчести крвни групи се А позитив и 0 позитив. Значи сите крвни групи од со А позитив се најчести крвни групи и тие се најчести наши крводарители со тие крвни групи. До сега, откако почна таа пандемијата, бројот на крводарувањите изненадувачки е дека бројот на крводарителите не е намален толку во споредба со другите земји од регионот. Туку имаме доволни резерви на крв за сите тие болни наши, сите пациенти кои лежат во клиниките. Значи последици после дарување на крв тоа се многу минимално, дури да нема воопшто. Значи кога ќе се дарува крв, се дарува 450 мл или тоа 8% од вкупната количина на крв на нашето дело, која е околу 5 литри. После дарување на крв нема никакви последици и ниту на ова време на пандемија не е докажано дека преку крв може да биде некој да биде заразен со COVID-19. На годишно ниво, околу 600 крводарители од Малешевијата ја даруваат скапоцената течност за да спасат нечий живот, додека се повеќе млади се заинтересирани да даруваат крв. Организираме во соработка со трансфузиона медицина од Скопје, правиме крводарителска акција еден месец во Пекчево, еден месец во Беров. Сме задоволни од хуманоста на одзивот на нашите граѓани. На годишно ниво околу 600 крводарителски, околу 600 крводарители имаме на двете општини Пекчево и Беров. По задоволство има доста одзив нашите сограѓани и даруваат. Сите мерки се запазени така што има простор меѓу сите крводарители со маски, со ракавици, се запасен протоколот. Интересот кај младите е задоволителен. Мислам со задоволство сите има, доста повеќе се млади крводарители. По сега дарувам крв веќе 10 пати по мојата 18 година. Па се чувствувам здрав. Затоа и дарувам крв на сите млади препорачувам, ако се чувствуваат здраво, нека даруваат, да спасат друг живот. Па дарувам крв од својата 18-та година и досега имам дарувано 5 пати крв и се надевам дека ќе продолжам со оваа хуманост, ќе дарувам крв во секоја прилика што ќе можам, ќе користам приликите за да дарувам крв и да помагам да стигне крвта на тие што им е потребно. На младите, како мене, ќе им препорачам што помасовно да се вклучат во дарувањето на крв и така, да бидат повеќе хумани, не само во дарување на крв, и во други хумани акции. Сите можат да се вклучат и да допринесат за подобро утре. Досега имам дарувано 7 години поред, значи околу 7 пати сум дарувал крв. Здраво ли е тоа според тебе?
според мене е здраво и хумано да помогнеме за друг живот. Што ќе им препорачате на младите? Ќе им препорачам да дојдат да даруваат крв кој има можност, затоа што е за самите себе си како прво здраво, а второ да помогнеме за некој друг живот да спасиме. Дарувањето крв може да се изврши до 64 годишна возраст. Инаку, секој месец се организираат крводарителски акции во Берово и соседно Пехчево. За оваа година ова е последната акција на која се очекуваат да се соберат околу 40 крвни единици.